Тие се избрани да ги представуваат граѓаните во највисокиот законодавен дом на државата. Освен носење закони и други акти, нивната должност е да ја изберат, но и да ја контролираат и извршната власт. Но некои од нив тоа дебело го наплаќаат, па често пати не може да се контролираат кога се во прашање патните трошоци. Велат, се е согласно формулата која се користи. Истата им овозможува да земат пари во секое кревање на рампата од патарината. Според истражувањата на Скуп Македонија, највисоки патни трошоци, но и најлош квалитет на закони на Балканот испорачува токму Македонското собрание. Од 2010 година до 2016 само за патни трошоци на еден македонски пратеник просечно му се исплатени по околу 40.000 евра. Во истиот период во Словенија за патни, но и за други трошоци на еден пратеник просечно му биле исплатени 36.000 евра, во Бугарија 19.000 евра, во Хрватска 14.000 и во Косово само 6.000 евра. Овие бројки покажуваат дека македонските народни избраници се меѓу најплатените во регионов. Тоа е многу. И треба нешто да се направи, да види што може да се смали и како да се смали. Скуп во 2015 година откри неразумни трошоци за патувања од претходниот собраниски состав, пошто беше најавено дека ќе се работи за да се реши овој проблем. Но не само поранешните, туку ни актуелните пратеници немаат покрената иницијатива за поинаква пресметка, со што би се дошло до рационални суми за патните трошоци. Најблизок модел за споредба до нашиот е во Словенија. И двете држави имаат скоро иста големина на територијата, скоро исте бројот на пратениците, во словеничкиот парламент седат 130, додека пак во македонскиот се избрани 120. Но разликата се состои во потрошените пари за патните трошоци. По оваа основа, во Македонското собрание, во периодот од 2010 до 2016 година, се потрошени 4.700.000 евра, додека во Словенија прилично иста сума е исплатена за вкупно 9 активности на пратениците, од кои четвртата на листата се патните трошоци. Ако пратениците во Словенија во овој 7-годишен период потрошиле 4,8 милиони евра за сет на активности, околу 90 македонски пратеници од натрешноста истите пари ги инкасираат само за патни трошоци. Вкупната сума можела да биде поголема ако во 2015 и во 2016 година тогашната опозиција од редовите на Социјалдемократскиот сојуз не го бойкотираше собранието. Само за споредба, во 2013 година, кога 90 македонски пратеници од натрешноста потрошиле скоро милион евра за патни трошоци, 240 бугарски пратеници потрошиле 590.000 евра за истата намена. Разликата е голема, ако се земе предвид фактот дека Бугарија по површина е 4 пати поголема од Македонија. Па тоа е стар проблем. Одамна го имаме нерешене. Не е добро решен. Не е доволно добро решен и сега. Веќе 1994 година вториот состав се промени и видовме од има големо отсуство на пратениците. Овој првиот модел кој го применувавме. И донесовме одлука да биде професионално вршење на функцијата пратеник. И тогаш се поставя прашањето кој коефициент ќе биде, како се утврдува платата и така натаму. И дојде на ред и ова, како ќе се помируваат трошоците. За патните трошоци од дома до собранието овде до Скопје. Од 1994 година, кога минавме на професионално вршење на функцијата на пратениците, тоа се уреди и со закон наскоро, се утврдија тие ставки. И сега мислам, додаден процент од горивото се покрива, не знам, и така натаму. По километар и така.
Патните трошоци на пратениците во Македонското собрание произлегуваат од формулата донесена во 1995 година. Таа им овозможува 30% од цената на литар гориво за секој изминат километар. Цената на литар гориво е 68 денари. Собранието по оваа формула им исплаќа по 22,5 денари за секој изминат километар. Така, за едно патување до Охрид и назад, пратениците изминуваат 348 километри и од собраниската благајна наплаќаат по 7800 денари или по 130 евра. Ова е двојно повисока сума и од такси превозот. Струмица како пример ви е 4200-4500, Кочани ви е 2500-2700, Штиписто 2500-2700, Тетово ви 1500, Куманово 1350-1400. Но, кои се трошоци ги направи една такси компанија за да однесе патник до Охрид. Гориво имате околу 360 км, за Охрид ќе кажам, 360 км некаде, значи гориво имате околу 1200 денари да кажем, дали е плин, дали е зависно од дизел. Имате амортизација да ставиме за тие километри по 2 денари, негде околу 300 денари, 400, околу 500 денари амортизација по денар ставете, да кажеме, значи 1600 денари, патарините ви се натаму околу 300 денари, 1600-1900 денари. За да се дојде до точни трошоци за патувањето од Скопје до Охрид, тимот на Скуп Македонија направи тест возење на ова растојание. Појдовме од собранието на Република Македонија. На првата бензинска станица на излезот од Скопје го наполнивме резервоарот. Од собранието на Република Македонија во Скопје до пристаништето во Охрид поминавме точно 173 километри. На враќање застанавме на истата бензинска станица од каде што го наполнивме резервоарот на излезот од Скопје. Според бројчаникот, нашето возило до Охрид и назад потрошило 820 денари гориво. Од Скопје до Охрид и назад поминавме 349 километри. Според нашите пресметки, за гориво плативме 820 денари, за патарина 280 денари и за амортизација пресметавме по 2 денари за секој изминат километар и по 1 денар за тековно одржување на автомобилот. Вкупно, од Скопје до Охрид и назад, потрошивме 2144 денари. Тогаш, дали има злоупотреби и на актуелниот модел за пресметка на патните трошоци? Дури имате појава кај нас пратеници во Скопје живеат, се прикажени за местото на раѓањето, да речеме Кичево, Охрид, и си земат и овдека дневница, а никош не отишле, да речеме, или не дошле на работа на седница на собранието од Кичево, Охрид, еве Крива Паланка и така натаму. Или имате појава кога пратеници идат за да покажат, за да добијат дневница, мора да покаже фискална сметка дека потрошил и за гориво толку, ќе сврти на Тетово првата рампа доаѓа.
во Скопје и за него тоа е основ да добие дневница. Сакам да кажам, одговорноста, политичката култура, свеста се уште не е на ниво на кое што ние сметаме дека тие ги представуваат граѓаните и политичките партии. Голем број на пратеници, ова им се стори дека е атрактивна варијанта да им плаќаат патни дневни трошови. Зошто? Заради тоа што работата на пратеникот паѓаше во втор ред. На прв план излегуваат финанските интереси на пратениците. Знаеш, него му се исплати од едноставна причина што често пати ја злоупотребува функцијата, со едно возило патуваат, да речеме, тројца или четворица пратеници, а наплаќаат трошоци како да патувале со одвоено возило. Дека не е тешко да се земат и по 2 сметки за едно возило, го потврди и тимот на СКУП. Драго, ќе може да ве замолам да ми дадете уште една сметка за колегата? Уште една. Како? Ево го дам. Не можам ја да дадам витис на едно возило. Па дайте му уште една. Ама не можам, значи, све што иде, значи све се слика. Не можам ја на едно возило да дадам на билет. Фала ви многу. На крајот, сепак зедовме 2 сметки за патарина. Го поминавме тестот на пратениците што го имаат собраниските служби. Не, срамно е и тоа, ако пратеник од натрешност има стан во Скопје, а наплаќа патни дневни трошоци, мислам, тоа е надвор од здравиот разум. Најголемото единство, пратениците го имаат околу патните трошоци. Тука не се разликува опозиција и власт. Може би побучни беа од опозицијата, ама еднакво. Овие што се надвор од Скопје сите. Сите. Може би помала беше вака викотницата од овие блиски како што се Тетово и Куманово. Веќе гостива не друго. Затоа што тие помалку добиват. Меѓутоа, мислам, сите се чувствителни, сите пратеници без оглед вака дали се на власт или на опозиција, на тоа прашање се чувствителни. СКУП испрати барање за изјава за оваа проблематика до 10 пратеници кои зеле најмногу пари во првото полугодина 2017 година, при што треба да се има предвид дека парламентот не работеше првите 2 месеци од оваа година. Ниту еден од оваа топ листа на пратеници не се озва на нашето барање за да се појави со изјава во овој документарец. Председателот на собранието, Талат Џафери, прво се јави дека му е потребно време да се подготви за учество во ова истражување со изјава, но подоцна не одговараше на нашите повици. Тој како пратеник до собранието патуваше од гостиварското село Форино. Од Скопје до Форино има 66 километри, а Џафери за оваа километража од 2014 до 2017 година од собраниската благајна наплатил околу 25.000 евра.